Колеги од режија, ве молам слушалката да можам да се концентрирам на разговорот. Благодарам. Денеска, како последен разговор и последни гости во утринската програма, имаме двајца многу посветени и енергични луѓе кои што го носат танцот во срцата на многу млади луѓе. Со нас се Илија и Симона. Добро утро и добре ни дојдовте. Или ајде ќе кажам фамилија Карадаковски, може? Може, да. Добро утро и добре ни дојдовте. Основачи на студиото Eat the Beat, место каде што танцот не е само спорт, туку и пат до самопочит и самодоверба. Денеска ќе го разоткриеме процесот на нивното патување, како и филозофијата која ги движи и инспирира да создаваат среќни и самоуверени деца. Добро утро уште еднаш и навистина ми е мило што ќе направиме едно поразлично интервју. Обично кога ни доаѓате во утринска, секогаш е со нешто конкретно, надпревар и слично, но сега сакам малку да ја фатим и од почеток вашата приказна. Како всушност танцот ве спои и како започнавте со Eat the Beat? Симона или јас? Јас и ми поставам прашањето на двајцата, иако морам да признам, почитувани гледачи, јас не очекував да ми кажат дека кога станува збор за ТВ интервју имате трема. Па да, многу ни е полесно кога треба да играме, него треба да збориме. Да видите како е на нас кога ќе не дошат игра и на сцена некогаш, ајде еднаш ќе помине. Затоа вака повеќе Симона прашува, обраќај се на неа да помине трема да пробиеме тремата, да. Танцот верувам беше нешто што ве спои. Како започна целата ова лична приказна? Нашата приказна со танцот е уште од мали нозен или од деца танцуваме. Тоа го знаеме, што луѓе се поврзуваат со вас, например, јас кога ќе спомена танц се поврзувам со вас. Иако сум повозрасен, не сум млад, меѓутоа секогаш танцот сум го поврзувал со вас. Така, нас не спои конкретно еден надпревар, каде што јас надпреварував, или конкретно тој надпревар беше диџеј, така се запознавме. То таму почна целата наша приказна. Бевме двајцата дел од проектот Танц од звездите и после тој проект решивме да се отвориме своје танцово студио. Значи после таа сезона кога тука се емитуваше? Да, тука негде, после 2-3 години, 2016 го отворивме, значи 9-та година веќе ние кога постоиме. Сега основата на вашето студио фокусира на самодоверба, тимска работа, искреност кај децата, нели кога ќе направиме еден сублимат што носи танцот. Како успевате да ги водите малите танчери кон овие вредности? Најголемиот предизвик од денешно време, знаеме сите покрај сите социјални мрежи, телефони, таблети, децата да ги споиш како во наше време, би рекол, кога се дружевме, кога игравме заедно, нели? И ние пробуваме да го имплементираме во нашите танц часови, да им дадеме до знање децата дека не е се во електрониката, туку да пред се да се дружат, да ја примаат меѓу себе таа енергија, да ствараат тимски дух, да работат заедно и воедно нормално нивниот психофизички развој се гради. Тие учат да стекнуваат самодоверба, да ја побиваат таа трема да надпревар, да бидат посигурни не само во танцот, туку и во се поднатака по животот нормално. Да, тоа што се учи од мали нозе кога зборуваме за искрена самодоверба, тимска работа. Здравието во преден план на децата, па после се останато, нели, сценски настап, тоа многу влијае на нивната самодоверба. Сите часови обавезани почнуваат со загревање, со растегнување, каде што се посветуваме на нивната нели физичка способност. Да не зборуваме се тоа што го учат сега од мали нозе како утре ќе им се најде и во животот. И да не продолжат да се занимаваат со танцење. Во секој поглед им се најде. Конкретно можам да кажам за надпреварите, таа конкуренција, таа позитивна трема, се учат и да бидат први и да не бидат први, да се носат и со победа и со пораз, така да тоа ќе ги води во животот. Да, тоа именно ги учи, нели, дека во животот не може секојаш да бидат победници, некојаш се губи, но не е важен поразот, важно е како се носиш со тоа и како ќе се издигнеш после поразот и работиш уште понапорно за да го постигнеш, да постигнеш целта и успехот. Имаме некои аматерски снимки што сега ги гледаме, тоа претпоставаме од вашите кампови, така? Да. Ќе се вратиме ние на тоа, но чисто ете да кажам што гледаат гледачите во моментов. Снимки од некои надпревари, од надпревари, од кампови сигурно, да. Танц кампот што го организиравме ова лето во Суто море, каде што одиме и тој дел ми е како завршеток на сезона и децата се забавуваат, се дружат, а попратно идеме и на надпревар, се надпреваруваме и едно... Чисто да помини надпревар, некоја награда да се земе. Која е најголемата радост што ја носи водењето на студио и што се покажува како најголем предизвик кога станува збор за одржување на една ваква атмосфера на позитивност? Ја би кажала, работата со децата е нешто што не исполнува и двајцата, што се пронаоѓаме во тоа и едноставно уживаме во работата, баш дека работиме со деца. Најголемиот предизвик е она најпозитивно и
Оно што уживаме да го видиме е кога децата ќе го постигнат тој успех, односно напредокот. Нивниот напредок е, односно патот до успехот е она што е интересно за нас и не исполнува и најмногу не мотивира да работиме за тие деца од, да кажам, нема антиталенти, него од помалку или повеќе талентирани кои работат, ги форсираме, ги мотивираме да работат напорно и тие кои ќе постигнат некој успех. Значи успех се мисли не само да земат некое добро место на надпревар, туку да се изградат себе си, да ги гледаат оние прави вредности, да се почитуваат меѓу себе и тоа е она што нас не мотивира и на тоа целиме. Така. Заклучивме веќе дека танцот не е само една обична физичка активност, туку цел психофизички процес. Како танцот ги гради карактерот и развојот на децата според вашето искуство низ години? Тоа го гледате за свој очи, сигурно да ја забележувате промената кај децата, каде што и вие имате удел освен родителите, сигурно е убаво чувство. Нормално, да. Така е, тоа е оно што поврзано со тоа што го кажав дека како што кажа Симона на пред секој час, односно на почеток на секој час ние имаме вежби за загревање, за истегнување и работиме на нивната флексибилност, на нивниот тонус, нивната кондиција и тоа е кога напорно некој ќе работи и се гледа од година во година колку на повисоко по физичка спрема има тоа дете и нормално сите оние деца за жал нели се повеќе имаме проблеми, имаат физички проблеми со кифоза, сколиоза и сите други недостатоци и кога ќе работи напорно, односно кога неколку години танцува и веднаш се познаваат тие промени и тие подобрувања и тоа е тоа што е реално главната цел за танцот. Не е само надпреварот, не е првото место, туку нивниот психофизички развој, што кажав. Да, надпреварите доаѓаат потоа. Така. Да. Ама се убав дел, колку нас не мотивира. Како круна некако доаѓаат после работа на себе. Мотивација, мислам, секоја медалја, секој пехар на децата многу им значи. Нас не се бројка медалите пехарите, на нив многу им значи, нас не е побитен нивниот развој и како они напредуваат од година во година. Да, секојаш децата, например, кога ќе нема да добијат некое место, ние оно што им го зборуваме цело време е дека не е важно кое место добиле на надпреварот, него дали имаат напредок, дали биле подобри од самите себе од претходниот. Да. И на тоа целиме секогаш. А од каде вие лично ја црпите вашата инспирација за секојдневно да пренесувате позитивен дух на вашите ученици? Многу тешко прашање. Јас не знам да го одговорам. Ајде да скокнеме. Од се, не знам, музиката главно не инспирира, самите деца не инспирираат. Значи, многу пати ќе влеземе на час со една замисла, нешто да направиме, некој дете ќе направи некој потек, ќе те однесе на друга насока во однос на кореографија, на движење, буквално од се. Добро, танцот е ваш живот. Може да се каже, да. Така да. Тука лежи одговорот на ова прашање. Сега, вашето студио има и уникатен пристап, не создавате танчери роботи, туку слушајќи ве досега внимателно, станува збор за самоуверени и среќни деца. Како успевате да ја постигнете оваа балансирана формула? Има ли некоја тајна за успех децата да ве сакаат? Колку повеќе ве сакаат, толку повеќе ве слушаат? Така, но тоа има две страни. Колку ако сме построги и ги третираме како што кажа како роботи, ќе имат поголем успех на надпреварите, но ние не целиме на тоа, не е таа визијата и целта, како што зборуваме нели се досега. Важно е тие да се стрекни, да се чувствуваат слободно, да ја изразат нивната креативност и да се осеќаат убаво кога доаѓаат кај нас, да не се чувствуваат дека имаат дека мора ова да го направат или мора тоа да се извежба, него да се почувствуваат дека тие самите сакаат да го направат тоа. Така, дека припаѓаат тука. Точно и да бидат и они дел, во тој дел на креирање кореографија, значи ставаме простори самите да бидат инволвирани во све што се случува. Значи не е само часот вака се одвива, денес ова ќе го учиме, туку ставаме простори тие да бидат вклучени во сето. Летни кампови, споменавме и претходно кога ги најавив инсертите, тоа е уште еден убав начин да го направите танцот достапен за сите. Како изгледаат овие кампови, што е тоа што ги прави посебни освен морето? Ние секоја година на крај на сезона, при крај на јуни месец организираме танцкамп, веќе 7-8 година, ако не се лажам. Организираме во Црна Гора за една успешна. Да, во Црна Гора при крај на јуни има танц надпревар, меѓународен надпревар во бар Црна Гора, ние ги организираме децата
некој ден-два пред надпреварот одиме таму, конкретно сме сместени во Сутомор одиме. Поминува надпреварот и потоа продолжуваме уште 5-6 дена со танц активности на плажа, дружба, како заклучок на цела сезона. Што е нешто како совет би можеле да го дадеме на младите во однос на храброста и позитивната енергија? Што е најважното што го пренесувате на нив кои што сакаат да започнат со танцова кариера? Сте размислувале ли некога што е нешто најважно од себе го давате на младите според вашето искуство? Ајде. Тоа што вие сте го научиле. Тоа е би кажал на секој час има по некој наше искуство кое го споделуваме како ние сме се чувствувале на нивна возраст кога сме почнувале. И сигурно било тогаш и потешко. Да. Бидејќи Исто танцот така беше многу толку влијае популарен како танцот сега. на градење на самодоверба, што е многу битен фактор за утре да се осеќаат убаво во своја кожа, што и да прават понатака во животот, дали да продолжат со танц да се бават, според мене секое дете треба да има било каква физичка активност. Ако музиката им е предизвик и движењето, треба да танцуваат. Така е. Сега и надпреварите се еден важен дел, еден важен процес од танцовата сцена, ги споменавме нели неколку пати. Кој е вашиот пристап, би сакал уште еднаш малку подетално да кажеме кон надпреварите и што значат тие за вас како тим и за вашите ученици? Кажавме дека не ви се предност секако, бидејќи друга и целата приказна која што ја креирате, но сепак важен дел од целиот овој Важен дел, синч. да, значи претежно и сме како клуб сме настроени кон надпреварите, бидејќи сите тие членови што ги имаме во нашиот клуб сакаат тоа знање некаде да го покажат. И социјализација запознаваат. Нормално се запознаваат со децата, идеме и на меѓународни надпревари со надвор од дружбата, пред се дружбата ни, значи тие патувања се ги памтат цел живот. Значи конкретно кога идеме негде надвор од Македонија на надпреварите и успехот што го направат може ќе го заборават, ама што се случувало во автобус по пат во дружбата со гардароба се памти. И тука и тие моменти каде што стануваат за цел живот. Така. Ако треба да ја оцениме, бидејќи сме на старт на нова сезона, минатата сезона, оценка од 1 до 10 од ваша лична перспектива, како ви помина? Па ние секогаш кажуваме 9 или 10, но секогаш може и подобро, нели? Може и подобро. Може 10 плюс, ајде ќе годинава- кажеме 10, ама може и 10 плюс. Секоја година почнуваме поставуваме поставуваме програми и си велиме дека ова е најдобрата варијанта што можеме да направиме, најдобар напредок. Ќе заврши сезоната и ќе разговараме си, што е следно? мислам ова е подобро, ќе биде вака и секоја година нешто менуваме, додаваме, да. Нешто ново, да, и си ставаме ние сами за себе предизвик да правиме нешто различно, дали да не влегуваме во некоја рамка и тоа е тоа, секогаш гледаме да имаме нешто ново. И иновации. Нормално. За крај септември е месец кога почнуваат новите уписи, предпоставувам. Да. Какви Август. Август? Да, вика сега септември септември више ќе почнуваат часовите, почнуваме, така. Какви нови програми и активности планирате оваа година за децата кои што ќе се приклучат во студиото? Како уписите, Значи, дали се уште траат Да, тие детали да траат, ги моментално кажеме? се активни уписите, слободно може да ме контактираат нели на Инстаграм, Фејсбук, телефонски број за се што се заинтересирани. Главно нели се држиме до латиното што го работиме најмногу. После 3 години враќаме програма и хип-хоп за деца, што исто така ќе имаме нешто интересно и за повозрасните, тоа дополнително ќе објавиме, нешто ново. Главно групите ни се по возраст од 4 до 7, 8 до 11, 12 до 15, секој дете се пронаоѓа нели според старосна граница во која група би легло. И часовите ќе почнуваат од 1 септември. Сите кои се заинтересирани слободно може да дојдат, да видат и да танцуваат со нас. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ви посакувам успешна сезона. Секако кога е нова сезона има и многу нови моменти, ќе имате надпревари, Така ќе ви дојдеме пак да се пофалиме. Така да добре дојдени сте, па некогаш Да. ние кога разговаравме со Илија ме праша околу простор за танцување, Да. ве го гледате сега простор. Значи имаме простор за Може, танцување. Имаме простор за танцување, така да. да ете, следен пат е малку танц во студиото. Ви благодарам многу за гостување. Благодарам. Драги наши, во продолжение ќе завршиме со уште неколку теми. Ајде прво времепловот на денешен ден, колешката Сонја ги подготви настаните за денеска.